Сејтбата на ориз започна во Кочани, но не и во Чишино во Облешево. Постои опасност помалку од 3000 хектари и годинава доцна да бидат посејани. Водата од системот се уште не е стигнета до нив, па поради тоа ситбата во овој регион ќе доцни повеќе од 20 на дена, реагираат од иницијативниот одбор на оризопроизводители. Водата 15 дена тече, 20, ни 50% не е таму посејано. Што значи тука ќе касне за 20 до 25 дена. До 25 мај сигурно нашите површини тоа значи помал принос, дупли трошкове за обработка, утеплевилите ќе испаднат, мора уште еден пат да се целата земја преработува. Увозот на исплатената зелена нафта, непродадениот ориз од лани изголемените површини може да предизвикат сериозен пат на откупната цена, сметаат оризопроизводителите. Стравуваат дека до година оризовата арпа би можела да се продава по символични 10 денари по килограм. Сега снимате тука, а ќе име дома да видиш вреките, глувци, врапци. Тоа е растур, тоа е направено партали, нема кој да ти го земе. И ние ќе сееме, зашо да сееме? 5000 хектара само у Кочанско поле. Крупиште, Виница, Штипско, може да и 7000. Па ние сега не може да го продаваме до годин 10 динара. Срамота и брук. Браната нема дека да испуштат, мора да испуштат по нашето поле. Ние сме принудени да сееме ориз. Ние имаме златна култура, а нашите луѓе увезуваат ориз. Државата треба да се грижи за нас, знаеш зашо? Што не сме и социјален проблем, што не сме и товар на државата. Товар не сме. Што мислиш ако овој поле го ставиме ние да одиме да се пријавиме за социјални проблеми? За оризопроизводителите лани беше едно од најтешките години, а оризовата арпа одвој ја продаваа по цена од 16 до 18 денари.